Во ова издание раст на бројот на антисемитски напади во САД и во светот. Како домородните американци се прилагодуваат на климатските промени. Идејата за туризам во Вселената се поблиску до реализација. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Се зголемува бројот на антисемитски напади во Соединетите држави. Граѓанските активисти велат дека 2019 била најлоша година досега, но и 2020 за време на пандемијата не била многу подобра. Една априлска вечер безбедносни камери снимија маж како крши прозорци на синагога во Ривердейл, населба во Њујорк претежно населена со евреи. Тој не застана тука. Вандализираше уште неколку други синагоги во регионот, вклучително и еврејскиот центар Ривердейл. Джонатан Борнштайн, член и чувар во синагога, бил сведок на еден од нападите. Фактот што тој беше толку жесток и без грижа дали некој ќе го види, зборува дека може би е опасен. Ова бил еден од трите пати кога осомничениот го нападнал центарот за помалку од една недела, фрлајќи камења кон прозорците, а во една прилика и влегол во зградата. Овие напади кон повеќе свети места во нашата заедница ги чувствуваме како напади кон еврејската заедница и еврејските институции. Случаите на гнев и предрасуди кон евреите во Америка не се изолирани. Согласно годишниот извештај на организацијата Лига против антисемитизмот, минатата година имало антисемитски напади во 47 од 50 сојузни држави во САД. Антисемитизмот е една од најстарите омрази во светот и во некоја форма секогаш ќе биде со нас. Организацијата Лига против антисемитизмот регистрирала 2100 антисемитски инциденти во САД во 2019, највисок број од како почнала да ги документира ваквите случаи во 70-тите. 2020 не била многу подобра, всушност била трета најлоша година досега. Нашето општество поминува низ период на поделби и несигурност во кој луѓето бараат вина. За време на пандемијата говорот на омраза се префрли онлайн. Според истражување на организацијата, 41% од испитаниците и 36% од евреите се изјасниле оти биле вознемирувани онлайн изминатата година. Тоа вклучува антисемитски напади преку Zoom и на видеоконференции. Социјалните медиуми им даваат можност на луѓето да се обединат и да ја шират омразата. Компаниите Facebook и Twitter острануваат содржини и блокираат лица кои шират дезинформации и говор на омраз. Но 2021 е на пат да го надмине рекордот на антисемитски напади во 2019. На почетокот на мај полицијата го апси 29-годишниот осомничен Џордан Бурнет, жител на Ривердейл, кој се соочува со 42 обвиненија, повеќето за кој засторено кривично дело од омраз. Тој е пуштен со кауција да го чека судењето, оставајќи многумина нервозни и сплашени. Неодамнешно истражување на Лига против антисемитизмот откри дека 11% од испитаниците имале антисемитски мисли. Експерти велат дека клучот за промена е едукација. Два документарни филмови нудат поглед на начините на кои што домородните американци се справуваат со климатските промени. Пенелопе Пулу разговараше со режисерите. Жители, документарец на Ана Палмер и Коста Буцикарис покажува како домородните американци се враќаат на старите начини на обработка на земјиштето, за да се справат со глобалното затоплување. Мајкл Котутва Џонсон одгледува растенија отпорни на суша во северна Аризона. Има многу влага во земјиштето без наводнување. Науката почна да го разбира овој пристап наспроти модерниот западен пристап, но тука има уште многу работа. Племето Црни нозе од северозападна Монтана го врати бизонот на падините на нивните предци. Произведува органско месо и отвара работни места за членовите од заедницата. Домородците имаа релација со дивите животни и кога европејците пристигнаа со домашните животни, тие го сменија начинот на живот да им одговара ним. Колонизацијата на добитокот, вели Коста Буцикарис, како индустриското производство на месо, придонесе за емисијата на штетни гасови во атмосферата. Добитокот не е подготвен за отпор на било какви климатски промени. Тие не можат да се справат со суша, со жешко време, со зима.
Во северен Висконсин, племето Меномини е зависно од градежно дрво. We don't have perfect knowledge. Немаме совршено знаење, ниту перфектна наука. Секогаш сме се прилагодувале и нашето племе низ историјата се прилагодувало зависно од ресурсите. Маршал Пекори вели дека племето Меномини го користеле дрвото на одржлив начин, што не се одразило врз шумите и дивиот животински свет. Тој вели дека колонијална Америка земала голем дел од нивното шумско подрачје и го уништила со сечењето на дрвата. Во Северна Калифорнија племето Карук го враќа стариот начин на менаџирање на шумските пожари, за да ја контролира несаканата вегетација и суви грмушки, но и да ја регенерира животната средина на дивите животни. Air attack, Division November, command. Во документарецот донесија својата лична бригада. Луси Вокер зборува за праксата на домородните американци во борба против пожарите со оган и ги поврзува опустошувачките пожари во Калифорнија со индустриализацијата и штетните методи за пошумување. Природните шуми се помалку склони кон пожари отколку што мислите, споредено со областите пошумени за сеча. Ќе видите мали насади на дрвја кои се опожарени при налет од шумски пожар. Нема високи дрвја, нема живи дрвја, ова е пустош. Овие документарци предупредуваат дека луѓето мора да се прилагодат на климатските промени преку учење на тестирани методи на домородните американци. Приватна компанија за вселенски летови изведе успешен лет со луѓе. Плюс НАСА може да предвиди вулкански активности од орбитата. Во продолжение на новите вести поврзани со Вселената. Приватната компанија за вселенски летови Virgin Galactic успешно го изведе првото лансирање од Ново Мексико. Носечкиот брод Ева достигна брзина 3 пати поголема од звукот пред да го ослободи леталото Единство, која имаше екипаж од двајца. Единство достигна проценета висина од најмалку 80 км. Ова е трет лет на компанијата како подготовка на операции за вселенски туризам. Компанијата наводно веќе има стотици резервации кои чинат до $250,000. We're going back to the moon. Во меѓувреме, Европската вселенска агенција сподели својата визија за ставање сателити во орбита околу месечината. Тоа е само почеток, бидејќи мрежата сателити наречена месечева светлина може да го промени начинот за патување до месечината. Со тоа што нема да морат да се носат направи за комуникација и за навигација, мисиите на месечината би имале помал товар и би чинеле многу помалку. Првиот сателит за комуникација, Lunar Pathfinder, треба да профункционира до 2024. Истовремено, НАСА соопшти дека сателитите може да помогнат во предвидувањето на вулкански ерупции со месеци, па дури и години однапред. Промените на температурите на површината може да бидат сигнали за научниците, вели истражувачот од Универзитетот на Аљаска, Тарсило Джирона. Клучно во ова истражување што во принцип може да ги користиме овие сигнали како топлината или ослободувањето на топлина кои ги гледаме на површината на вулканите. Можеме да ги искористиме информациите за да ги предвидиме вулканските активности. И на крајот, наблюдувачите на небото низ целиот свет го видоа феноменот наречен супермесечина. Таа уште е наречена и цветна или крвава месечина. Овој феномен се случува кога помрачување на месечината се случува во исто време кога таа е најблизу до Земјата. Месечината изгледа и до 14% поголема од вообичаено. Доколку сте го пропуштиле ова, не грижете се случува неколку пати во годината. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, како и на нашиот вебсайт glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон!